добро дојдовте во Фитера подкастот 10 од 10. Фондот за иновации и технолошки развој оваа година прославува 10 години успешна работа и по тој повод каниме 10 успешни компании кои што се дел од оваа приказна. Јас сум Марија Богоевска-Ванеска, дел од тимот на Фитера, а денеска со мене е господин Гуран Кулев, собственик на компанијата Smart Capital од Кавадарци. Добар ден, господин Гуран, како сте? Добар ден, јас сум добро. Добро, мило ми е. Може да се представите, значи, која е вашата бизнес идеја и вашиот бизнес проект? Идејата беше модернизација во земјоделството. Потикнати бевме од тоа што го гледаме на терен, значи земјоделието во Македонија е претежно некако заостанато. Голем дел од земјоделците се, за жал, земјоделци од немајкаде. Старосната структура на земјоделците е многу лоша, земјоделците ни стареат, млади дечки тешко се вклучуваат во оваа дејност и идејата беше да направиме некаков поттик, некаква можност за да се огледаат иднина младите деца да се вклучат во земјоделството. И сега употребата на дроновите е нешто што е многу компатибилно со нивниот живот, нели, со геймерство, нешто повеќе дроновите наликуваат на геймерство отколку на земјоделие. И некако се атрактивни за младите земјоделци. А како дознавте вие за можноста да аплицирате, да добиете финансиски средства, например, од Фондот за иновации и технолошки развој? Па, во разговор со други компании кои што аплицирале, не бевме сигурни дали нашата идеја е окей, дали ќе биде препознаена, меѓутоа немаше што да се изгуби. Значи има конкурс, го видовме што е потребно за да аплицираме, аплициравме и фондот го препозна ова. Да ве прашам, дали самиот процес на аплицирање, на собирање на потребна документација беше доста тежок процес или кај вас одеше доста лесно тој процес? Па, видите, имаме искуство со документација, се бавиме со таква работа, така што не беше нешто тешко да се соберат документи. Тоа е стандардна процедура. Значи, а дали во одреден момент кажавте дека нема шанси да добијам јас грант од фондот, се откажувам или пак ситиравте, бевте сигурни дека ќе добиете? Не бев во ниеден момент 100% сигурен, мислев дека добра идејата, верувам во неа и нели, се случи, се одобри проектот и преминавме на реализација. Така, а како течеше процесот на реализација на проектот? Значи, дали имавте поддршка од страна на фондот, од вработените во фондот? Да, секогаш кога имаше некакви нејасноти, некакви работи кои што беа на располагање луѓето, се јавувавме, прашувавме, така што нели, секоја работа си има свои потешкоти, проблеми непредвидени и така натаму, меѓутоа сето тоа се премостува со комуникација и така натаму. Така. Значи, после реализација на проектот, што би сакале да пренесете на идните предприемачи? Значи, вие започнавте од една бизнес идеја, добивте грант од Фондот за иновации и технолошки развој, го реализиравте проектот и која порака сакате да ја пренесете на идните предприемачи? Па, одејќи на терен, нели, дружејќи се со луѓето, голем дел од производителите, ако земеме оваа бранша, земјоделието, сакаат некаква поддршка од државата, од институции, од донатори и така натаму, меѓутоа мал дел од нив се интересираат како да дојдат до тоа. Значи, моја препорака е да ги следат, нели, огласите, да бидат во тек, да бидат запознаени, да ги следат, нели, нештата кои што се нудат како можност и да аплицираат. Не значи дека еднаш ако изгубиле, ако не добиле, да не губат надеж, има наредни проекти и треба да видат зошто се случило тоа, па да на наредниот оглас да бидат поспремни и да добијат. Точно. Господин Кулев, кои се вашите идни планови? Значи, овој проект го реализиравте, значи, што понатака?
Со оглед на тоа дека овој проект решава еден дел од проблемите во земјоделието, а тоа е третманите, апликациите на заштитата на самите растенија. Моја желба е овие дронови да се користат што повеќе во производство на органска храна. Значи, таму е намената нив на многу лесен начин, без употреба на тешка механизација. Значи, еден млад човек да дојде на површината со еден дрон кој што самиот може да го растовари, да му спрема раствор и да се случи третирањето без никакви потешкоти. А наредна фаза на која што работиме и размислуваме е вклучување на роботика во делот на заштита од плевели, окопување и во делот на берба, прибирањето на самите плодови од земјоделието. Пред се размислувам на градинарството, кај што е најмногу трудоинтензивна работата, а се помалку има луѓе, се повисоки се трошоците за таа работа, така што веќе роботиката мора да се случи и мора да го замени тој недостиг од работна рака и тие трошоци да ги намали, да ги сведе на некои помали, за да може храната да не биде толку скапа. Така. Се надевам дека ќе успеете во вашите идни планови, а дали би аплицирале повторно во фондот? Па секако, зошто да не? Фондот е голема поддршка и да не беше фондот, не знам дали ќе стигнеме до оваа фаза на реализација и до овој резултат кој што го имаме сега. Имаме дронови кои што многу нормално излегуваат на површината, вршат третмани без никаков проблем, без разлика дали е непогодно за механизација, дали врнело претходно или дали е ноќе и така натаму. Многу е олеснето, да. Добро, супер. Господин Кулев, ви благодарам што бевте дел од првата епизода на подкастот Фитера 10 од 10. Ви посакувам многу успех во реализација на вашите идни бизнис планови. Ви благодарам и на вас што бевте дел од оваа прва епизода.